Јавното предпријатие Исар од денес започна со активностите за поставување канализација во населбата Караорман. Таму септичките јами на брегу ќе бидат минато. Ние во населба Караорман досега изведавме некаде 4980 метри, скоро 5000 метри канализација во горниот дел на населбата Караорман. Вклучени се скоро сите куќи. Еве денес продолжуваме во населба Караорман, каде ќе бидат уклучени некаде околу 53 куќи со овој проект. Исто така ќе останат мал број куќи што нема да бидат вклучени во канализацијата, тоа се некаде во целата населба, околу 10 куќи, меѓутоа ќе направиме максимални напори за да можат и овие куќи да се вклучат, бидејќи теренот е многу лош кај овие куќи, така да со ова ќе се заврши проектот канализација во населба Караорман. Секој куќа ќе добие канализација, ќе биде вклучена во канализациониот систем, септичките јами веќе ќе бидат минато. Работната единица водовод и канализација на јавното предпријатие Исар во првата фаза постави канализација на 4 километри. Во втората фаза работите ќе бидат комплетно завршени. Целата инвестиција изнесува 15 милиони денари. До сега во првата фаза е изведено 4 км главна канализациона линија со профили од 160 до 315, како и 980 приклучоци кои што веќе се во функција на околу 80 домаќинства. Во втората фаза ќе се изведе главна канализациона линија во вкупна должина од 2200 метри со профили FIT200 и FIT250, каде што ќе бидат офатени околу 50 домаќинства. Целата инвестициона вредност во оваа населба е финансирана од буџетот на општина Штип, како и сопствени средства на јавното предпријатие Исар, кои се во висина од 15 милиона денари. Бојаджиев со најава дека улиците во Караорман ќе бидат сите асфалтирани, а ќе бидат и исто така искосени и тревните површини. Денес најавувам дека во овој дел ќе се изврши и перење и дезинфекција на самите улици асфалтирани со хлор и средство за дезинфекција, а и ќе се изврши косење деновиве на самите тревни површини. Со активности за поставување на канализација јавното предпријатие Исар ќе продолжи и во руралните средини.